Зов, добро ти утро, добро ни дојде. Многу ти благодарам што дојде, затоа што знам дека си многу баран периодов и растрчан на сите страни. Мислам дека нема кој не слушнал и за новата книга и за самата промоција, ма предпоставувам дека тоа не е случајно, туку дека ти беше и намера познавајќи те, така? Да, одлучивме да направиме нешто навистина големо, спектакуларно е да кажам, можем така прејак зборе. Меѓутоа сакавме да поставиме нови стандарди во културава во Македонија заедно со издавачот Арслан Мина. Направивме стварно еден ивент со музика, со глумици, со убави говоранци, една неверојатно позитивна енергија која успеа да собере околу 1200 души. Преполно било, навистина преполно. Сега, судејќи според интересот и за промоцијата и за книгата, предпоставувам дека, односно еве се мојата женска интуиција што говори дека и онака најчитаниот автор, веќе кој што беше прогласен, дека се повторно ќе стане најчитан автор. Нели? Се надевам. Нормално. Никој не е изненаден што имаш нова книга, никој не е изненаден што се крена, жаргонски кажано, џева. Она што може би сме изненадени е тематиката. Сега веќе вплови во едни поинакви води, посериозни, така? Па добро, може да се каже ова прв ваков роман што го пишувам, да кажеме. Сепак е роман, бидејќи негде имаше изјавено дека не е роман. Никој не може да го дефинира еден, ова е книжевен обид, еден, како да кажам, експеримент книжевен, познат во светот, меѓутоа се обидовме, го класифициравме како роман, зашто има одлики на роман. Да, точно е дека има доста историска позадина, има спој со фикција, нели нормално, поделене во некои 30 и нешто приказни, што се испреплетени една со друга, имаат заедничка нишка, а тоа е Сирма Војевода, која патува низ времето, има преку 2000 години, ние сме опфатили околу 1500 години од Сирма, од нешниот живот, и кога го пишуев реално, ја пошто луѓето ме знаат дека пишувам хумор, емоции, меѓутоа сега одлучив малци да ги расплачам луѓето. Значи, и на промоцијата кажав дека кој не се расплаче не е човек на оваа книга. Значи, им се тресат бради тоа. Значи, стварно емотивно. А Сирма ми е лик што ме прати со години. Тоа ми е една... Зошто токму Сирма? Прво, например, на 1000 луѓе... Ти ја пратиш или таа те прати? Па добро, она на сон ми доаѓаше да ми ги раскаже приказните, а ја ги запишував. Иначе Сирма е... На 1000 души у Скопје, не верувам дека поише од еден човек, може пола човек знаат која е Сирма и што направила и кога живеела. Тоа е една неверојатна приказна и таа ми беше инспирација да ја представам историјава, да ја деисторизирам историјава, така и рецензентите го кажаа тие што се поелоквентни од мене. Добро. Да. И едноставно... Попиплива да ја направиш, да, така? една мека за читање, меѓутоа тешка за голтање. Таа историја, кај што реално ги откривам работи што не му се познати на македонскиот народ, значи на македонецот не ги знаат дека постоеле тие. На тој начин што некои херои што биле као мини херои ги нема веќе, ги уништувам, а некои антихерои ги дигам на еден висок овој пиедестал. Нормално Сирма патува од 6 век до 21 век, книгата завршува 2043 година, не откривам како. Меѓутоа, што е интересно за Сирма е дека сите нејзини одлики кои ги пишува, карактерни, значи емоционални и така натаму, таа е љубена, таа е распарчувана, мислам, угнетена, од време на време разочарана. Сите одлики што ги носи ликот се уствари одликите на Македонија. И тоа е уствари пораката и меѓу редови, меѓутоа и веднаш читателот може после 20-30 прочитани страни да свати дека тоа е тоа. Тоа е значи одговор на тоа прашање зошто си и ти Сирма, така? Односно зошто сме и сите ние Сирма. Култот на жената кај мене е многу вака изразен кон жената. Така да ова е еден исклучително феминистички роман, може ќе ми замерат луѓето, меѓутоа она што е кажано е дека жените се стварно столбот и на не само на општеството, и всушност тука во овој роман ја поставам жената на тоа место кај што и припаѓам.
тоа е вака интересно. Многу има работи што се between the lines, меѓу, значи тоа се повеќе слоеви, кај што се преиспитуваме и ние, па и жената, и историјата. Значи има многу пораки кон соседите, пораки кон самите ние македонците. Меѓутоа тоа е наспакувано така еден мек, суптилен, убав начин да книгава која пишувавме беа пред очи млади деца од 18-20 години што би ја читале и би ја разбрале. Тоа е основно, а инаку знаеш но и за другите кои што мислат дека веќе нешто знаат, Да, инаку знаеш што реално ја кога пишувам, не пишувам она што највеќе мене ми се свиѓа, него што луѓето сакаат да читаат. И затоа тоа е еден од клучевите на мојот успех, зашто сум ја најпродаван автор, затоа што мене ме читаат луѓе што не читаат книги. Значи тоа вака е официјално да кажем, затоа и тиражите се толкави и начинот на кој го пишувам тој, секогаш има по еден скопски лик, нели, таа нишка, нели, провеува низ мои романи. Тоа си всушност ти, ама ајде. Да, добро. Знаеш што сакам да те прашам, последен пат кога беше овде, што не беше толку многу одамна, ја промовиравме Цепа и сине. И обично кога гостува некој автор, веќе кон крајот најавува што ќе биде следно, односно на што работи. Ти ова го држеше во тајна. Да. Зошто? Па зашто? Затоа што ја кога мене имаше еден преломен момент кај што беше дали се пишува за Сирма или за Гоце. Аха. Значи тоа и не можев да се одлучам и победи Сирма у таа борба внатрешна кај мене. И за Гоце ми е така, у одмината фаза, ама ќе чека подобри времења. Да, што значи ако те прашам што ќе е следно, пак нема да кажеш, но ете може би од ова да погодиме дека. Пак има три проекта има. Почнавме од самото пишување, но за да почнеш да пишуваш едно вакво дело, сложено, комплексно, можеме слободно да кажеме, си имал долга подготовка и самата промоторка Татјана Алексич на промоцијата кажала дека изненадена од колку сериозно истражување е ова. Кога за прв пат почнаете така да истражуваш, да чепкаш, да речеме? Па не знам, пред, да кажеме, можда и 2 години првите приказни. Првите приказни не ми беа поврзани со Сирма. Едноставно ми доаѓа приказна, ја пишувам. И после ја плетам заедно со ликот на Сирма, а самото Сирма истражување користев и не само наша литература, архивска граѓа, внуки на одредени херои, разговори и така натаму, значи цело истражување. Затоа всушност и у книгава има многу непознати детали што не ги знаеме, што ќе го освојат читателот. Најде во тоа истражување на овие благоречено балкански противречности во историјата. Тука све е тоа разоткриено, све е разоткриено. И кој правил зулуми, кој колку е виновен, и колку сме ние самите македонци виновни за ова кај сме сега. Значи, тоа е... Али меѓу све тоа низ некои приказни раскажано, што нема доста тако... Ја не верувам дека некој што почнал да ја чита е остал книгава. Така е напишана да... И на модерен начин условно е пишувана во некои приказни што одземаат некои 15 на минути, 20, така да може и како фрагментиран роман да се чита, не мора хронолошки, страна по страна, него може буквално кај сакаш. Оно што исто така, да речеме, новинка, е што на крајот од секој расказ имало заскенирање, така? Да. И таму всушност, претпоставам дека многу едноставна процедурата, значи може и за сите генерации да стигнат до од каде имаш црпено податоци, така? Да, така се. Тоа имаше QR код после секоја приказна, меѓутоа уредничка да рече дај too much, ова не личи на литературно дело, ова личи да и као историја, пошто е историја, меѓутоа пак е сепак фикција спој. И ти послуша некого, бидејќи обично не слушаш? Не, уредничката стално си ја слушам, и едната и другата, втората ми е класна. И на крајот ставив еден генерален QR код, што носи на сајтот iasumsirma.mk, кај што има и рецензии, има и факт-чекинг, таму може да се проверат некои факти на кои човек не може ни да поверува дека постојат.
И така да пак се заокружи тој процес заедно со вебсајтот. Сакам да се вратам малку на оној дел каде што рече дека уште еднаш да повториме 3000 или 2000 години во книгава се. Јас некаде така прочитав дека 3000 години. Види, ја колку што знам, она е 2000 и нешто стара, меѓутоа 1500 се опфатени. 1500 се опфатени. Во нив се сместени и други историски личности, некои од нив многу звучни. Ајде да наведеме некои од нив. Па например, сместени се Данте Алигиери, богот на Перун, например, што бил пред Исус, кај што доаѓа у капелава Македонија кога има проблеми со здравието. Значи вака така сепак 3000 години ќе испаднат. Да. Тука се Нострадамус, тука е Арчибалд Рајс, тука има такви ликови, меѓутоа има и нашиве сите. И како ги поврза, тоа ми е прашањето. Како ги поврза? Па како иначе ќе ја купиш книгата? Значи не ја оддаваме. Оној дел уште ми е интересен, затоа што научени сме уште од мали да гледаме кој е добар, кој е лош, така, црно-бело. Сега ти тука малку ги изместуваш тие граници, некој херој, можеби некој што мене лично ми бил херој, ми го Ке се разочараш. Ми го прикажуваш во поинако светло, некој кој што не сме го почитувале, сега го издигнуваш на пиедестал. Зошто? Чисто заради провокација или малку Не, тоа е моја лична перцепција. Тоа е моја лична перцепција, као што сум старел, као што сум се едуцирал, као што сум читал, меѓутоа и као што сум истражувал. Затоа што, знаеш како, ние сме држава без. Си го читаме оно што ни одговара, а не сакаме да ги видиме оние факти што не само тоа се искра, косат. знаеш, ние сме држава која нема херои. Знаеш, нема, ние ги утепавме сите, нема, остана Гоце само, толку е. И немаме херои. Никој не знае кој е Петар Чаулев. Мислам, тука кога ќе прочиташ, ќе се заљубиш во него, мислам, буквално. И такви има за големите македонци имам по некоја приказна. Меѓутоа, ако ставев све, ќе беше многу голема книгата, така да, нели, условот беше у 200 страници, се спакуваат. Но, знаеш што ме интересира, затоа што велиш дека пишуваш она што им се допаѓа. Така? Да. Сега ќе има моменти што не им се допаѓаат. Има. Како ќе реагираш прво на тие критики? Или ги очекуваш, или... Па ги очекувам, истото ми се деси со романот Тито мојот предпоследен херој таму. Тоа е исто контроверзен роман како и овој. Меѓутоа, тоа е тоа. Читателите пак ја читаат. И да не се слагаат, се ја читаат, зашто знаеш како таа дразба, таа емоција која ќе така и пишувам јас. Ја ако не побудам емоција у први 5 страни, че никој не ја чита книгата. Тоа е. Ние сме нација што многу малку чита и реално многу е тешко да го натераш некој да чита. Не вистина е тешко, прашив. А ќе го натераш, ама да го натераш до крај да прочита, претпоставам, тоа е уште потешко, така? Уште потешко. Веројатно вака со таа реченица може да се сублимира целата книга која ќе ве натера да плачете, да мразите, да сакате и да се смеете. Се е кажано. Што значи без разлика на трагичната судбина на Сирма, преку неа и трагичната судбина на Македонија, и трагичната судбина на секој еден од нас, сепак твојот хумор е присутен. Што значи дефинитивно хуморот без разлика што и да пишуваш останува твој заштитен знак. Да, така, тоа сум го одлучил уште у првата книга, уште од Тивам Штркот, нели 2008. Најтешко е да го насмееш човек. Тоа е убедливо најтешко, знаеш, поготово со пишан збор. Ти со гек, со мимика, со дъткање можеш да го насмееш, меѓутоа она буквално на глас да го насмееш човек за мене е најголем, како да кажам, најголема награда што ја добивам. Зов, обичајно кога имаме промоција на книга, подаруваме книги на гледачи, но денес ќе кажеме намерно не го правиме тоа, затоа што како и за минатата книга, така и сега, сиот приход од продадените книги одат во хуманитарни цели. Минатиот пат, ако не се лажам, опреми библиотека на детската клиника. Сега се знае каде ќе одат Минатата недела ја направивме донацијата заедно со издавачот на детска клиника, една прекрасна библиотека. Цел едно сопче го направивме со масички, со играчки, книги, многу светот на бајките се вика. Така за дечињава таму што престојуваат по период да имаат малку надеж повеќе за оздравување. За оваа книга уште не сме одлучиле кај ќе оди приходот, меѓутоа сепак 99% пак иде за деца, ранливи категории,
може и училишта некои ќе се реновираат, не знам. И тоа пак ќе биде една благородна мисија у секој случај. Што значи секој оној кој што сака да прочита, при тој да се едуцира, и да се расплаче, и да се насме, каде може да ја набави јас Значи, со фирма. тие 390 денара ти всушност правиш едно добро дело, а книгата доаѓа гратис. Мислам ја така кажам. Значи ти подаруваш нешто на некој што му треба, а книгата ти е гратис. Инаку ја има веќе во сите книжарници на литература МК, меѓутоа и во други книжарници, каде што Арсламина дистрибуира. Тоа е тоа. Се надеваме дека ќе биде пак најчитана, затоа што таа читаност и тоа купување носат средства за добротворни цели. И ако некој во после, да речеме, овој период се прашува каде зов, што прави, да кажеме дека ќе одмара. Да, Така? жена ми така ми каже. Така, Да, услов, значи, тоа за да нема, си го да. сочуваш бракот сега има да одмара. Готово, забрането ми е. Јас станував у 4:30 за да пишувам, сега ми забранија. Аха. Не смеам од кревета станам, значи ништо. Ајде само... да видиме колку време ќе издржиш. Добро. Зов, многу ти благодарам што Фала. беше ова утро со Фала нас. ти, Искра. Слободанка, ете, зошто сме сите сирми. Да, конечно и уште еднаш ќе го поздравам гледачот кој ме нарекуваше сирма. Тој Да. мислеше дека јас да не случајно се налутам, но јас воопшто не му се лутив, туку едноставно си го прифаќав тоа како еден комплимент. Благодарам и честитки за книгата и од моја страна. Имате добра сопруга, да ви кажам, која што се грижи за вас. Да, фала. Се гледаме и со следна некоја промоција.